Добар ден, почитувани ученици, добре дојдовте во училницата по географија. Јас сум вашиот наставник Владимир Ангелевски. Денеска ќе учиме за месечина и месечински мери. Најпрво, ученици, да се запознаеме со целите на часот, односно што треба вие денеска да усвоите како знаења од оваа наставна содржина. Вие треба да ја препознавате месечината како природен сателит и постојан придружник на планетата Земја. Да го опишувате настанувањето и местоположбата на месечината во Сончевиот систем, да објаснувате за физичките карактеристики на месечината, да ги опишувате месечевите мени, односно месечевите фази, да стекнете знаења за затемнувањето на месечината и да се запознаете со интересирањето на човекот за месечината. Сега, ученици, во овој дел гледате овдека една анимација на овој слайд, каде што буквално е објаснета таа врска помеѓу Земјата и месечината како нејзин постојан придружник, односно сателит. Во овој дел ќе направиме неколку споредби помеѓу Земјата и месечината. Земјата е 13,5 пати поголема од месечината. Земјата има површина од 510 милиони километри квадратни, а месечината 38 милиони километри квадратни. Еден ден на месечината трае колку 15 денови на Земјата. За разлика од Земјата, на месечината нема атмосфера и поради тоа преку ден температурите се искачуваат до плюс 120 степени Целзиусови, а навечер, односно во ноќта, се симнуваат до минус 150 степени Целзиусови. Понатаму, гравитацијата на месечината е за 6 пати помала од гравитацијата на Земјата. И така тука ќе дадеме еден пример. Човек кој што на Земјата тежи 90 килограми, на месечината би тежел само 15 килограми. Средната оддалеченост на Земјата од месечината е 384.000 километри, или за да направите една споредба колку е тоа многу, односно колку е тоа огромна далечина, би кажале дека тоа е исто како 1000 пати да патувате од Скопје до Охрид и назад. Понатаму, ученици, на овој слайд ќе стане збор за настанувањето и местоположбата на месечината во Сончевиот систем. Гледате на ова овде фотографија, дадена е Земјата и во еден агол месечината. Тоа ни кажува дека главна предпоставка е дека месечината настанала при судар на Земјата со поголем астероид, односно планетоид, при што одреден дел се откинал од Земјата и токму од тој дел подоцна настанала месечината. Месечината има 3 движења. Првото движење е околу својата замислена оска за 28 дена. Второто движење е околу Земјата, исто така за 28 дена. И третото движење на месечината е заедно со Земјата околу Сонцето за 365 дена и 6 часа. Сега, ученици, на овој слайд имаме 5 фотографии на кои што гледаме како изгледа површината на месечината. Површината на месечината е неравна. Таа е покриена со вулкански карпи и прашина. На неа можеме да забележиме многу така наречени кратери, односно вдламнатини.
настанати при пат на астероиди и метеорити на површината на месечината. Еве овде на првата фотографија, ученици, можеме да забележиме такви вдлабнатини кои што се предизвикани од паѓање на планетоиди и метеорити. На втората фотографија исто така гледаме кратери. На месечината можат да се забележат планини кои се испресечени со плитки и подлабоки вламнатини. Еве тоа е видливо на третата фотографија. Ете ги тие фотографии. Понатаму, ученици, ќе стане збор за поимот месечински мени. Имено, поради постојаното менување на положбата спрема Сонцето и Земјата, месечината е различно осветлена и поради тоа од Земјата таа се гледа во различни форми, односно облици. Значи, да поедноставиме, месечината има форма, односно облик на топка. Но ние не ја гледаме постојано како топка, затоа што таа има различна положба спрема Сонцето и Земјата, односно различен нејзин дел е осветлен. Значи, тие различни форми на месечината се нарекуваат месечински мени. На следниот слайд подетално ќе објасниме за 4 главни месечински мени. Тие се: млада месечина, таа се јавува кога месечината ќе се најде во положба помеѓу Сонцето и Земјата и тогаш се гледа неосветлената нејзина страна. На оваа фотографија гледате млада месечина, таа има облик на срп, гледате, или на банана, обично, нели, вака да поедноставиме за да ви биде полесно како еден вид на асоциација. Потоа, втората главна месечинска фаза е прва четвртина. Во првата четвртина се гледа само десната половина на месечината. Потоа, третата главна фаза е полната месечина. Тогаш, ученици, месечината се наоѓа помеѓу Сонцето и Земјата. Ако Земјата е свртена само осветлената страна на месечината и полната месечина се гледа како цела осветлена топка. И четвртата месечинска фаза е последна четвртина. Тогаш гледате на самата фотографија, се гледа осветлена само левата страна на месечината. Секоја од овие 4 главни месечински мени кои што сега ги споменавме, трае 7 дена и 9 часа поединечно. Значи, секоја од овие 4 месечински мени трае по 7 дена и 9 часа. Кога тоа ќе го собереме, доаѓаме до 29,5 денови. Значи, сите 4 месечински мени заедно траат 29,5 денови и овој период луѓето го нарекуваат еден месец и така, ученици, се формирал календарот. На следниот слайд имаме за затемнувањето на месечината. Затемнувањето на месечината се случува кога месечината навлегува во земјината сенка. Еве овде ја гледаме месечината, таа се наоѓа, гледате, во сенката на Земјата. Односно кога месечината, Земјата и Сонцето се наоѓаат во иста линија. Гледате, тие се наоѓаат во иста линија, при што Земјата е помеѓу Сонцето и месечината. Следно, ученици, е за интересирањето на човекот за месечината. Тука
преку две фотографии би го подкрепиле моментот кога американските астронаути Нил Армстронг, Едвин Баз Олдрин и Майкл Колинс стапнале на површината на месечината. Значи, овие тројца космонаути се први кои што стапнале на површината на месечината. Тоа се случило во 1969 година со помош на вселенскиот брод Аполо 11 и тогаш е нели она прочуена антологиска, да речеме, позната изјава на Нил Армстронг, кој што вели ова е нели мал чекор за човекот, но голем чекор за човештвото. И сега, ученици, за домашна работа имаме 5 прашања или 5 искази. Вие на секој од нив треба да одговорите со да или со не. Првиот исказ, односно првата реченица е: месечината е 5 пати помала од земјата. Вториот исказ е: месечината се движи околу својата замислена оска за 28 дена. Третиот исказ е: површината на месечината е покриена со вулкански карпи и прашина. Четвртиот исказ е: кај младата месечина видлива е само десната половина на месечината. И петиот исказ е: затемнувањето на месечината се случува кога таа е во иста линија со Сонцето и Земјата. Се надевам, ученици, дека ви беа овие прашања релативно лесни, односно дека многу брзо ги дадовте точните одговори. На следниот слайд ќе ги погледнеме одговорите. Точни одговори на прашањата. На првото прашање одговорот е не, на второто да, на третото да, на четвртото не и на петото да. Ви благодарам, ученици, за вниманието.